Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денеска одбележуваме 3 години од зачленувањето на Република Северна Македонија во НАТО, најголемиот и најмоćен безбедносен сојуз во светот. Во 2020 година Собранието го усвои Североатлантскиот протокол, со што беше остварен последниот чекор кон зачленувањето во НАТО. Со тоа, парламентарното мнозинство, владата, институциите предводени од СДСМ ја остварија една од двете стратешки цели на државата. Членството во НАТО донесе безбедност и сигурност на државата, но и просперитет и нови можности за развој. Со станувањето на 30-та земја членка на НАТО и нашата економија стана поконкурентна и поатрактивна за нови големи странски инвестиции. А доказ за тоа е и рекордниот износ за 2020 година од 735,8 милиони евра директни странски инвестиции. Колку е важно што сме членка на НАТО, се покажува и во овој период на руската агресија кон Украина. Иако без неја војна на тлото на Европа, ние сме заштитени со неповредливост на територијалниот интегритет. За жал, и при реализација на оваа стратешка цел, гледавме неодговорно и несериозно однесување од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Сите паметиме како Христијан Мицковски овде во Собранието не смогна сили ниту да аплаудира при ратификација на членството во НАТО. Денес истиот тој Мицковски и истото ВМРО-ДПМНЕ се противат и на интеграција на државата во Европската Унија. Додека СДСМ со коалицијските партнери носи државнички одлуки и ги реализира стратешките цели, ВМРО-ДПМНЕ не учествуваше ниту во еден државнички процес. Нема донесено ниту една одлука за иднината на граѓаните. Почитувани, 3 години членство на НАТО за нас е дополнителен мотив да продолжиме со реализација на потребните реформи, важни за државата и процесот на пристапување кон Европската Унија. По реализација на првата, следува остварување на втората стратешка цел на државата, а тоа е полноправно членство во Европската Унија. И благодарам. Дали има прашање?